Од денеска до четврток ќе се одржи 8-то издание на медиумскиот фестивал Скопје. Затоа што ќе донесе ова 8 поред издание на фестивалот, што се ќе има можност публиката да види, како може да присуствувате и да бидете дел од овој фестивал. Ова утро ќе да знаеме со организаторот Кристина Узимец. Кристина, ќе ви посакам добро и убаво утро. Пред се честитки за 8-то издание на фестивалот. Би почнала со тоа како е да се издржи, да се обстои 8 година поред да се одржи еден ваков фестивал, кој што е тоа како од големо значење пред се за медиумите. Фала ви многу на поканата, здраво на сите. Па не ми се верува искрено 8 изданија колку брзо ни помина. Некако ни е паралелно фестивалот со практично и почетокот на нашата организација Пина и некако така заедно растат низ годиниве. И навистина е, мислам, предизвик е. Сега не е само финансиски, нели, за да се обезбеди поддршка, туку и нормално и кадровски луѓе и така натака. Има некои предизвици, меѓутоа еве до сега имаме доста да речам ентузијазам и мерак и поврзано е и на некој начин и со, како што кажав, и со дефинитивно целосно со нашата организација, така да тераме, еве, стигнавме и до тука. Да, овие 3 дена ќе бидат во знакот на медиумскиот фестивал Скопје. Вечерва е отварањето, што ќе има можност да се погледне и да се проследи во текот на овие 3 дена. Да. Годинава ние го посветивме фестивалот на локалното новинарство. Меѓутоа фокусот, како и секоја година, оние што следат знаат, имаме некои, да речам, наши теми поврзани со медиумската писменост, предизвиците на младите новинари, кај нас младите луѓе кои што би сакале да влезат во новинарството, новинарките, жените во медиумите, како и други, нели, медиумски, генерално медиумски новинарски теми. Ќе имаат посетителите можност да, освен дискусиите, нели, дебатите фокусирани на овие теми, да видат и добра филмска програма, како и секоја година. Значи имаме најразлични филмови како од регионот, од САД и така натака, од Европа. Значи може да ја погледнат, нели, на сајтот на фестивалот целата програма и кој сака, нели, во кое сака време може да дојде отворен е фестивалот, како и секоја година, нели, влезот е бесплатен за сите посетители и можам да кажам дека досега такви не се искуствата, едноставно доаѓаат најразлични посетители, да потенцирам дека фестивалот не е само за новинари, нели, ни доаѓаат доста новинари, луѓе од медиумскиот свет, меѓутоа доаѓаат и многу други различни посетители кои што ги интересираат и конкретните теми. Да, фокусот оваа година, како што споменавте, е локалното новинарство, затоа нели ќе се отвори вечерва фестивалот. Зошто токму оваа тема, зошто токму локалното новинарство? Да, па ние од нашите програми каде работиме, нели, посебно имаме со младите новинари, многу работиме и со новинарките низ цела Македонија. Значи најмногу, да речам, еве сега жалби да ги кажам, и нели најголеми предизвици од она што гледаме од колегите, имаме навистина солидна бројка во моментов со кој што работиме, како што кажав, од цела земја, не само, нели, од Скопје. Значи гледаме дека состојбата и не е тоа некоја, нели, тајна, од години назад е на некој начин најлоша на локално ниво, во смисла на со најмногу предизвици, најмногу проблеми се соочуваат новинарите, дописниците и генерално локалните медиуми. Така што решивме, нели, да ги послушаме секако нашите колеги и да го свртиме фокусот токму на оваа тема и на нивните предизвици, нивните проблеми и да видиме што би можеле, еве, ние да направиме заедно и како една заедница, да кажам веќе. Меѓутоа генерално каде би требало да се сврти фокусот и на новинарството за да се подобри ситуацијата. Да, и тоа како од големо значење, нели, особено оваа тема која што за голем дел од колегите кои што работат, нели, надвор од Скопје е малку болна и ранлива тема. 8 години од фестивалот, како започна, како дојдовте до идејата да настане медиумскиот фестивал Скопје?
Да, па како што кажа, почна со самата организација, уште при формирањето ние сакавме некако да имаме и некој друг тип на платформа, нели организацијата ни се вика платформа ова за истражувачко новинарство и анализи Пина. Меѓутоа сакавме да имаме и некој друг тип на место и некое сврталиште кое што ќе биде за новинарската заедница, за некако да направиме на некој начин да создадеме, да учествуваме во создавање на некоја заедница околу организацијата. И мислам дека тек сега, значи бидејќи ме прашавте, нели, после 8 години се чувствува, нели, веќе таа на некој начин заедница која што се гради околу самата организација. Токму тука мислам дека игра фестивалот голема улога, а идејата не е некоја, мислам дека ние нешто сега измисливме, мислам има и други, нели, има и низ Европа фестивали, има во Америка вакви новинарски фестивали. Нормално ние си го прилагодивме на она што нас не одговара како организации, на потребите секако на нели на кај нас на локално ниво, така што се покажа навистина како еден потребен настан и не само за Скопје, меѓутоа и за пред се, нели, за новинарите, за медиумската заедница, но излезе и пошироко. Да, сепак да се обстои 8 години со истото темпо, прерасна веќе, нели, фестивалот во традиција и веќе е препознатлив. Јас ќе ви посакам да имате уште многу успешни изданија, веќе тоа како е, нели, традиција, ноември резервиран за медиумскиот фестивал Скопје, ви посакам уште многу успешни изданија во иднина. Фала ви многу. Благодарам уште еднаш и за крај ќе ве поканиме сите вие кои што сакате да бидете дел од вечерва па си до четврток до 28 ноември да го посетите медиумскиот фестивал Скопје кој што се одржува во Култур кафе и филм.